саботно издание на вестите на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Утре од 7 часот ќе бидат отворени повторно 54 избирачки места во општина Кавадарци и ќе се гласа во вториот изборен круг. Кавадарчани утре ќе гласаат во вториот изборен круг на 54 избирачки места. Имаат можност да се одлучат за еден од двајцата кандидати кои доаѓаат од политички партии. 32.029 граѓани имаат право на глас согласно единствениот избирачки список. Во текот на денешниот ден гласаат 332 болни и изнемоштени лица. Бројката е речиси двојно поголема споредено со 175 лица кои гласаат ден пред официјалното гласање во првиот круг. Во паузата меѓу првиот и вториот круг 157 нови лица станале болни и изнемоштени. Општинската изборна комисија е безпрекорно подготвена за спроведување на вториот круг од локалните избори. Денеска гласаат болните и изнемоштени лица. Од 10 часот започна распределбата на избирачкиот материјал по гласачките места, рече претседателката на Општинска изборна комисија Кавадарци Марија Јованова. Доколку некој се обиде да го сопре вашето избирачко право, утре ќе можете да побарате помош од народниот правобранител. Утре на денот на одржување на вториот круг на изборите за градоначалници на општините, градоначалник на градот Скопје, како и на прегласувањата во одредени избирачки места за избор на градоначалник на општина, во канцеларијата на народниот правобранител во периодот од 7 до 19 часот ќе функционира бесплатна телефонска линија 0800 54 321. На која граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право. Отворени за граѓаните ќе бидат 7 канцеларии во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип, со цел да им се помогне во остварување и заштита на правата на граѓаните. Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги штити со превземање на итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права, се вели во соопштението од канцеларијата на Народниот правобранител на Република Македонија. Во него се потсетува дека избирачкото право е уставно загарантирано како еднакво, општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање и дека никој не смее да биде повикан на одговорност заради остварување на оваа право, поради што неслучајно повредата на слободата на определувањето на избирачите, како и други повреди на избирачкото право, се казниви дела. Управните служби на Министерството за внатрешни работи и денеска беа отворени за граѓаните. Се аплицираше за личен документ. Во пресрет на вториот изборен круг, кој во Македонија ќе се случува утре на 7, управните служби на Министерството за внатрешни работи и денес беа отворени за граѓаните. Аплицираа оние кои се без личен документ. Во време од 8:30 до 16:30 часот службите беа отворени и ги прима апликациите за добивање нов личен документ. Не е мал бројот на граѓаните кои поради одредени причини се без или со стар личен документ на кој се потребни измени за да биде нов и валиден и може да се користи за евиденција на утрешното гласање. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека утре управните служби нема да примаат апликации, туку само ќе издаваат веќе изготвени документи. Од први овој месец, општина Неготино во рамки на своите активности воведе нов режим за расчистување на јавните површини во градот. Почнувајќи од 1 април, согласно предвидената динамика и начин на спроведување на програмата за работа, локалната самоуправа Неготино во соработка со локалното комунално предпријатие Комуналец започнаа со нов режим на митење на јавните површини во градот и празнење на корпите за отпадоци. Наместо како во зимскиот период, кога овие активности се спроведуваа во период од 6 до 7 часот наутро, со започнување на летниот период, метењето на улиците и собирањето на сметот ќе се врши 1 час порано или во раните утрински часови од 5 до 6 часот наутро. Во зависност од местоположбата на улиците и фреквентноста на истите, утврдено и неделното третирање кое на одредени улици се движи од 2 до 7 пати во текот на неделата. Вчера во Демиркапија започна обука од проектот Ценет. Задоволство е дека можеме да одржиме еден 3-дневен семинар на тема културата како туристички производ. Нешто ново и сосема специфично, нешто што може да биде применливо за жителите на Демиркапија, за да стекнат вештини и знаења што утре ќе може да ги искористат во своите бизниси или во другите активности во општината.
Тоа е една нова тема, како културата може да биде дел од еден туристички производ, како се процесите и моделите, како настанува конверзијата од културни во економски вредности. На тој начин, едно подрачје кое што е рурално, како и Демиркапија, може да биде иницирано од развојни процеси, чијашта основа ќе биде културните активности. Било да се работи за некој музеј, за туристичка понуда или било која друга културна активност. Се разбира дека нашите предавања се интерактивни, што значи со учество на партиципиентите и со размена на искуства нивни, наши, и со работа на конкретни случаи кои што би биле од корист за нивната понатамашна професионална кариера. Денес започнавме со работа на 3-дневниот семинар на тема подготовка на традиционална храна и нудење на атрактивен начин. Тема која што е можно важна за развивање на руралниот туризам во општина како што е Демиркапија. Денеска, сега започнавме, го одржавме првото предавање во овој момент. Многу сум задоволна од приемот, доста се заинтересирани кандидатите и сметам дека навистина запознавање на самите граѓани со тоа што носи традиционална храна и како исто да се понуди на автентичен начин, препознатлив начин, може да допринесе за развивање на различни идеи кои што понатака ќе се реализираат во идни проекти и нормално постепено развивање на руралниот туризам во Демиркапија. Денеска разговаравме за тоа што е таа конвенционална храна, која што е денешна храна, богатена со многу адитиви, со многу конзерванти и оно што значи органско производство на храна, кој што е исклучително важно да се развива во едни вакви средини и така да се имплементира во руралниот туризам. Понатака, предавањата се однесува на самите стандарди кои што треба да се почитуваат при руралниот туризам и што значи тоа Еврокитес, што се тоа мали семејни домакинства и како тие би можеле да се остварат, односно да се реализираат во Демиркапија. Исто така, во натамошниот дел од предавањето ќе зборуваме многу за начинот на подготвување на традиционалната храна, на нејзината биолошка вредност, во исто време и заштитата на традиционалната храна, која што е исклучително важна во делот од брендирањето и препознатливоста на пазарот, понатака за имплементирање на HACCP стандардите во традиционалното рурално селско домакинство, понатака за сите начини на кои може да се понуди храната и пијалоците, приборот со кој што треба да се послужи, начинот на кој што треба да се послужи така натака и накрај ќе завршиме со презентирање на некои специфични традиционални рецепти за овој крај, како храна и пијалоци, на кој што ќе завршиме ова трибина, нормално со меѓусебна комуникација со слушателите. Кавадаречките пензионери ги започна активностите за подготовка за регионалните пензионерски игри, информира председателот на Комисијата за спорт Блажо Соколов. Започна активностите околу подготовката на кавадаречките пензионери за регионалните спортски игри за пензионери, информира председателот на Комисијата за спорт при Сдруженијето на старосни пензионери од Кавадарци Блажо Соколов. Тој кажува дека од понеделник стартуваат и припремите за учеството на овој значаен надпревар со оглед на тоа што амбициите на Сдруженијето на старосни пензионери од Кавадарци е да се победи на овие игри и да се учествува на државниот надпревар на спортски игри за пензионери. Оттаму Соколов ги повика сите пензионери кои се заинтересирани за учество на регионалниот надпревар да се пријават се со цел навреме да се почнат подготовките и да се освојат првите места во повеќето категории. Тој вели дека кавадаречките пензионери досега на неколку пати покажале дека имаат спортски дух и дека ќе се трудат и понатаму да ги победуваат своите противници, да докажат дека треба да се спортува и во третата доба од животот и повторува по кој знае кој пат дека само активноста во староста може да доведе до долговечност. Убавина која инспирира е темата на изложбата со ликовни дела од нашата сограѓанка Дивна Пешик, што пред 2 дена беше отворена во галеријата Камбур во Истанбул, Турција. Изложени се 25 дела работени во техника масло на платно. Изложбата ќе биде поставена 2 месеца во галеријата Камбур, рече во информација за КТВ Пешич. Лицата со посебни потреби од дневниот центар Порака во Неготино секојдневно изучуваат разни вештини.
Деновиве на интернет можете да забележите шеќерни јаболки приготвени од лицата со посебни потреби кои секојдневно го посетуваат дневниот центар за поддршка на лица со хендикеп од Неготино. И не само тоа, задоволство е кога ќе погледнете прекрасно направени модни додатоци кои се изработени од лицата со посебни потреби од Порака Неготино. Сето тоа говори дека овие лица навистина имаат талент и знаат да бидат одговорни, сакаат да создаваат и да остават нешто зад себе. Но нивниот талент треба да се препознае, а тоа навистина им оди од рака на вработените во Порака Неготино. Токму вработените овде велат дека со ова докажуваат дека успеале во намерата овие лица да бидат дел од сите нас, дел од Неготино, дел од Македонија и дел од општеството воопшто. Голем успех на каратистите на карате клубот Кожуф и на светското првенство во Турција. 5 медали освоија младите кавадарички каратисти од карате клубот Кожуф на Шотокан карате првенството кое се одржува во Истанбул, Турција. Во категоријата кати за момчиња од 8 до 9 години Петар Аврамов го освои златниот медал. Владанка Аврамова во категорија за девојки од 10 до 11 години исто така освои злато. Ката тимот во состав Владанка Аврамова, Мија Маневска и Ивона Муфтарова исто така го освои првото место. Моника Коч освои сребрен медал во категоријата кати поединечно. Мија Маневска освои бронза во кати за девојки од 10 до 11 години. Ризницата од медали може да ја збогати Лили Маневска, која се надпреварува денес, информира од клубот. Успехот е огромен ако се знае дека на светското првенство учествуваат 2500 надпреварувачи од 47 земји. Спонзор на учеството на каратистите од Кожуф е кавадаречката компанија Урбан Инвест. Утре ќе биде облачно со поинтензивни врнежи од дожд, ќе дува силен северен и северозападен ветер кој ќе услови значителен пад на температурата. Во текот на вечерните часови врнежите ќе престануваат, максималната температура ќе го достигне 14 степен. Во понеделник умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и свежо, а во вторник повторно нестабилно со дожд и ветер. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.